мислиш шо го врти светот? Што го врти светот? Се одлучивме за Охрид затоа што мислам дека сите ние имаме спомени од Охрид. Дали би избрал нуркање или филм? Да нуркам во филм. Да. Текстот ќе биде тежок за учење, меѓутоа ќе се разбереме нели со знаци. Денеска имаме малку поинакво и поубаво студио. Дојдовме да снимаме во Охрид и тоа не е случајно, затоа што сме дел и поддржувачи на кампањата Наша гордост, наша одговорност, која што почнува тука во Охрид со чистење на нашето прекрасно Охридско езеро. Сите ние, пиејќи Скопско, дониравме по 1 денар за чистење на Охридско езеро, а ќе зборуваме со тимот, односно дел од тимот кој стои за целата оваа кампања. Со мене е Марта Завкова, бренд менаџер за Скопско, а ќе зборувам и со Јован Сакуловски, човекот кој што го предводи нуркачкиот тим кој што ќе го чисти Охридското езеро, и ќе зборувам со Александар Михайловски, актерот кој што ја поддржува кампањата и е доста активен и нешто го видов дека се шуња во нуркачко дело. Сега велам здраво за Марта. Здраво. Здраво Јована. Ти благодарам што ни овозможи еден ваков интересен момент да снимаме на Охридско езеро и на сите одблиску да ми ја доловиме убавината и причината поради која што започнавме еден таков проект во кој што можам да кажам дека ми е многу драго што имаме вас како екипа, Александар, Јован и многу други. Се надевам дека бројката само ќе се зголемува. Марта, кратки прашања, кратки одговори ти поставувам. Охридско или Скопско? Скопско во Охрид. Добро. Скопското кале или Хераклеа? Скопско хале. Пластика или стакло? Стаклена амбалажа, секогаш. Ние сакаме да се вртиме, а вака кога ќе се свртам да видам колку ми е убаво. Среќна сум што дојдовме да снимаме тука. Страв ми е дека Руби нема да сака да се врати во Скопје да снимаме, дека ќе треба тука да седиме. Интересна ми е кампањата која што ја почнавте, ама ќе зборуваме за неа понатаму. Сега да те прашам што го врти светот? Па, мислам дека светот го врти желбата за прогрес, промена, да се направи нешто позитивно и се додека тоа е случајот, мислам дека сме на добар пат. Така, се слагам со тебе. Како е да се промовира ваква идеја која што реално има многу добар одзив кај публиката? Мислам дека не се случило во периодов некој да не ги видел или билбордите или да не видел дел од видеата кој што одаа на интернет за да не знае за кампањата или да не прочитал на пивото што се случува. Меѓутоа колку е лесно или тешко во една голема корпорација каква што е Скопската пиварата Скопје и во тим како Скопско да се пичира една ваква идеја и да се презентира идеја дека треба да се прави ваков тип на кампања која што ќе менува јавна свест и ќе има директен импакт врз животната средина. Да. Можам да кажам дека е предизвикувачки, не е тешко, што верувам дека е многу нормално во било која корпорација која што е голема, која што сите ја познаваат и од која што сите имаат определени очекувања. Меѓутоа конкретната кампања можам да кажам дека иако траеше долго да се стигне до нејза, процесот на одобрување беше релативно лесен. И мислам дека тоа е затоа што во својата суштина навистина носи многу убава намера, многу убава мисла и се врзува со емоцијата кај луѓето, односно не е само нешто што е многу функционално и техничко, туку навистина се труди да придонесе за зачувување на нешто што на секој еден човек му е близко. Значи не зборуваме тука дали некој го сакал или не го сакал брендот, верувам дека, односно се надевам дека го сакаат, меѓутоа е близко до стварно секој еден човек до кој што стигнала пораката и верувам дека тоа е причината поради која што наидовме на така позитивен одзив. Не сме случајно во Охрид, од тука почнува, меѓутоа што се влегува во кампањата, затоа што имаше ситуации како снимање во Ристичевата палата, имаше веќе читав некои интервјуа каде што луѓе зборуваат за своите омилени места. Дали ќе го опфатите целото или голем дел од културното наследство кое што го има Македонија или дали ќе пробате барем дел да опфатите, затоа што нели Охридското езеро е само дел од она со што се гордееме и што треба да го чуваме?
Да, токму така како што кажа. Причината поради која што почнавме со Охрид, бидејќи постоја многу опции кои што се ставија на маса, бидејќи навистина, особено кога ќе навлезеш подлабоко во еден ваков проект, сваќаш колку е богата местото во кое што живееш, а и самата наша земја. И од тој аспект се одлучивме за Охрид затоа што е можеби еден град, односно Охридското езеро како такво обележје е нешто по што сме сите познати. Можам да кажам дури интуитивно се споменува секогаш кога правиме било каков разговор, дали се тоа туристи, дали се луѓе кои што се наши од идени надвори се враќаат тука, и затоа што мислам дека сите ние имаме спомени од Охрид. Еве, не знам, можам јас да вратам назад со прашање, кога бил твојот прв одмор каде што си била сама со другарки, со партнер? Претпоставувам дека е Охрид, не знам. Охрид на, не знам, 15-16 години, нешто така, многу бевме мали. Сега можам да замислам како им било на моите, меѓутоа Охрид е, да, веројатно и така безбедно место, тука е блиску, меѓутоа и многу убав. И да, сите имаме спомени во Охрид и почнуваат, нели, од првиот одмор со друштвото, па понатаму еве сега со семејството и така натаму, така што мислам дека сте направиле добар избор, да не речам сигурна сум дека сте направиле добар избор. Меѓутоа исто е интересно за луѓето кои што живеат тука, кои што, нели, Охридско езеро има нивниот живот. Еден од нив е и актерот Никола Тодоровски, кој што ви е дел од кампањата. Да. Има предобро видео, сакам да го видиме, па ќе се вратиме малку уште да си направиме муавет со тебе. Ти сигурно си го гледала, ама ќе ти го пуштам пак само затоа што е добро. Нема проблем. Оваа вода изобилува со вкусна санитарија, плински боци и понекоја тракторска гума. Се карактеризира со гломазно тело капено со сапун на плажа. Има изразито долг финиш на полураспаднат шпоред и школка од фичо. Најдобро е да не се конзумира, освен ако не се мразиш себе си. А можеше да биде вака. Вкусна свежа, чист невин снег од галичица стопен од јасно сонце. Природно богатство и живот, нотина носталгија. Со еден збор, пролет. За уживање во природните убавини без горчлив вкус во устата, приклучи се на Скопско иницијативата за почисти природни убавини и покажи дека заедно можеме поинаку. Зашто нашата гордост е наша одговорност. На здравје. Природните убавини се наша гордост, но и наша одговорност. И затоа сме должни да се грижиме за нив и да внимаваме што оставаме зад себе. Вклучи се во иницијативата на Скопско за чисти природни убавини. Со секое купено стаклено шише Скопско донираш по 1 денар за чисто Охридско езеро. 100 години Скопско. Годинава се прославуваат 100 години Скопско. Што значи да бидеш дел и да бидеш бренд менаџер на бренд кој што постои 100 години. Тоа само по себе е легаси, така еден век, културно наследство ни е пивото. Кажи ми, какво е чувството да се работи на таква позиција, каква е твојата лична одговорност да сега баш токму оваа година го водиш брендот? Да. Неверојатно е чувството, стварно, затоа што Скопско е, можам да кажам, до некаде едно живо битие кое што постои во нашево живење, кога некој постои толку долго и просведочил поише од било кој друг кој што е денеска тука со нас. Навистина е многу голема одговорност, значи и во линија на кампањата. Што има Скопско просведочено? Што има Скопско поминато, ние доправа ќе поминуваме. Така да, навистина привилегија, онака народски кажано ми се падна паричката да бидам токму тука во тој момент, меѓутоа она што стварно чувствувам голема желба и должност да го кажам е дека тоа е еден бренд кој што е навистина на секој. Јас не можам да препознам друг бренд кој што толку припаја на секој еден човек кој што бил дел од неговата историја. Значи сите претходни бренд менаџери кои што ја граделе неговата приказна, сите соработки низ годините кои што сме ги имале од аспект на музика и култура, значи сето тоа е она што го има направено Скопско да биде бренд кој што истраел низ годините, затоа што бил секогаш отворен да слушнеш што луѓето зборуваат, како се чувствуваат и тоа да го пренесе преку неговите кампањи. И ако се вратиме наназад, нели, до неговите создавачи на таа автентична рецептура која што го прави толку препознатлив, и до денеска голем поздрав до секој еден колега кој што е на терен и го испорачува тоа шише Скопско или гајва Скопско.
дури на вакви малце потешко достапни локации, меѓутоа и во секоја продавничка или кафуле каде што ние живееме и се движиме. Да стигне до сите и Да тоа е предизвик, да. 100 години да стигнува до сите. Не било 100 секогаш години. веројатно толку лесно. Денеска малку може би им е полесно, ама можеме да замислиме што значело тоа некогаш, така што навистина интересно изгледа и после 100 години како се одржува еден бренд? Дали ваквите акции, ваквите кампањи како оваа, меѓутоа и многу други кои што ни се добро познати, дел од слоганите на Скопско си влегуваат некако во нашето нормално разговарање и живење. Скопско и се е можно и така натаму. Колку ваквите кампањи остануваат и го градат брендот на долг рок, за да постои еден век? Да. Дефинитивно многу важно. Мислам дека и ние кога се соочивме со доаѓањето на 100 годишнината, апсолутно направивме една голема рефлексија на нас за што се случувало и можам да кажам дека до некаде иницијалната идеја или искра да се лансира нешто вакво беше токму тогаш, бидејќи низ годините се правени, можам да кажам, потактички, општествено одговорни кампањи, иницијативи, соработките што претходно ги спомнав. Имаше една многу интересна кампања каде што Скопско сакаше да го врати малскиот живот, па вложуваше во тоа и комуникацијски преку определени инвестиции. И да, тогаш решивме дека е навистина време да се воспостави на долгорочна платформа која што суштински ќе ги адресира грижите кои што денешниот човек ги има. Верувам дека од ковид па навака, не сакам да го споменувам, меѓутоа е важен мајлстон и тој. Се повеќе и повеќе луѓето очекуваат од чинителите во општеството, зборам конкретно компаниите, приватниот сектор, да направат нешто што ќе реши еден таков проблем. Така, и сега кога кога сме излезени надвор, повеќе некако цениме се околу нас, па сега вака кога ќе го видиме, ова е наша гордост и наша одговорност. Може така да си го повторуваме, мислам дека исто ќе остане и овој слоган дел од редовните разговори на кафе и на пиво особено. Да. Реално. Така што ето успеа да направиш таков тип на кампања, меѓутоа исто така ме интересира, па се разлета. Да. Ме интересира. Имаш ли ти некоја омилена кампања која што е во овие 100 години направена? Нешто што не знам како млада си ја гледала, па си размислувала леле јас да работам ова на Скопско, да можам да ги правам кампањиве и слично. Нешто што те мотивирало тогаш? Да. Можам да кажам дека од секогаш ми бил аспиративен бренд, бидејќи и моето образование во делот на маркетинг и економија, дефинитивно од секогаш ми бил еден од највпечатливите брендови кампањи кои што ги памтам. Има една реклама каде што двајца актери денеска многу познати пијат Скопско, односно мислуваат дека пијат Скопско, мислам дека тоа е една многу прогресивна кампања која што во тоа време била направена и затоа станата. Али за мене лично една од најдрагите. Меѓу омилените пустина, седат, претопло има, нема ништо околу и прво што ти текнува што ти фали да си отвориш. Много добро. Да. Ако ја најдеме, ќе ја додадеме чисто да подсетиме за што станува збор. Таа е една рекламен спот кој што го памтам, а една од мене интимно блиските најубави кампањи ми беше Скопско звучи супер, затоа што мислам дека имаше многу благородна цел да промовира македонска авторска музика, македонски бендови изведувачи и до ден денеска останува една, како да кажам, суштината на сите соработки кои што ние текомно ги градиме, не само преку Скопско, тука веќе го спомнам и Скопско смут како најуспешната иновација во рамки на портфолиото, која што до ден денеска се уште се обидува да им даде глас на нашите млади прогресивни музички изведувачи. Да, се слагам целосно со тоа. Јас сум доста голем фан на Скопско смут, така да, добре што го спомнавме во овој момент и поддршката која што ја дава за младите музичари. Секогаш било тука Скопско, ама Скопско смут некако се искомбинира и за уметниците. Имаше многу интересни периоди каде што се поддржува секакви млади артисти, така што мене ми се допаѓа. Смут он беше? Смут он е таковната платформа, да. Сега, каде е следното место кај што ќе одите? Има нешто, некакви изгледи или да не прашувам уште, пошто не смееш да кажеш? Не, дефинитивно, тоа сакав да го потенцирам и претходно. Почнавме со Охрид и
можеби за луѓето од надвор изгледа дека ќе се фокусираме само тука. Меѓутоа идејата оваа кампања да продолжи да упати други културни и природни обележја пред се, онаму каде што на брендот природно му лежи, ева да кажам, да направи некаков придонес, затоа што нели Да. тука лежи автентичноста и сметам тука лежи и моќта на самата кампања на брендот. Не би откривала која би била следната локација, меѓутоа дефинитивно идејата е да се прошириме и надвор од Охрид, се задржавме малце повеќе. Едно затоа што ни е стварно многу убаво, дефинитивно. Добра. И заради тоа што навистина сакавме да покажеме резултати. Некогаш Да. тие доаѓаат малце поспоро, особено кога морам да бидам многу искрена и верувам дека сите тоа го разбираат, зборуваме за една многу амбициозна цел, а Така од е. друга страна многу комплексна тема. И ако се навратам на тоа што го кажав претходно, мислам дека тука беше и главната причина зашто ни требаше многу време, што се вика вака народски да убодеме каде што навистина треба да се фокусираме. Сега ќе, извини што те прекинав, меѓутоа ќе имаме чистење на Охридското езеро, нешто кое што се случувало неколку пати, меѓутоа ќе биде навистина масивна акција на повеќе локации. Дел веќе се случува, знаеме дека Евотек. Што очекувате дека ќе се случи, дека ќе излезе од Охридското езеро? Значи, имате некои идеи што може да се најде под вода? Ќе ги прашам потоа нуркачите тоа, од тие подетално ќе ми кажат, ама еве ти што очекуваш од самото нуркање и од акцијата? Бидејќи и претходно сме имале вакви случаеви, се наоѓале најразлични предмети, значи од полесен пакувачки отпад до најчесто гуми, можам да кажам дека се наоѓаат во езерото. Ќе ме потврди тука Јован, затоа што Да, он ќе ја има каже целата точно статистика и емпириски резултати за ова. Меѓутоа, јас искрено се надевам дека се помалку ќе има потреба да ги организираме ваквите акции, затоа што тоа значи дека ултимативната цел на ваквата кампања, а верувам и на многу други заложби кои што се случуваат во нашето општество на различни чинители, конечно вродиле со плод, затоа што како што е самиот слоган, ова е наша одговорност, затоа Така. што никој не може доволно да исчисти колку што некој може да извалка и од тој аспект сметам дека е најдобро овие акции во иднина да бидат само за да го истражуваме богатството кое што постои во Охридско езеро, а не за да вадиме отпад. За археолошки пронајдоци, а не Да, за отпад. точно како што е. Ако може, тоа би било супер, сите би биле посрекни веројатно тогаш. Предпоставувам дека понатака ако се случуваат вакви акции, може еден ден ете Јован или можеби дел од неговиот тим ќе нурнат и нема да најдат ништо од отпад, само рибчиња да си пливаат и слично. Има доста што да се види и без гумите што ги спомнавме. Апсолутно. Сега, оваа акција е навистина интересна, ќе видиме што ќе се извади, веќе е во тек, така што ќе ни каже и Јован што како се случува на терен. Меѓутоа, кога зборуваме за Скопско, грижата не завршува тука, туку затоа и те прашав дали си за стакло или за пластика, затоа што многу е важно брендот долгорочно како се однесува и во случајов на Скопско секогаш се преферира стаклото. Како изгледа користењето на стакло и зошто секогаш велиме подобро е стакло отколку пластика. Каде и да отидеме во Европа, на големо се собираат стаклени амбалажи и така натаму. Дали ние одиме во таа насока и гледате ли промена малку во тој однос, во користењето на стаклото наспроти пластиката? Да. Можам да кажам дека се забележува позитивен тренд. Единствената причина поради која што ние толку многу ставаме фокус на стаклената амбалажа е поради незината реупотребливост, односно повторна употреба во производство. И заради тоа сакаме да ги градиме тие навики кај луѓето, меѓутоа морам да бидам многу искрена и отворена дека не секоја ситуација секогаш не дозволува да го користиме тоа пакување, заради тоа постои портфолио во рамки на било кој бренд за пијалоци, значи не мора да биде ни конкретно пивски. И заради тоа ние сакаме да ги менуваме работите на подобро, навиките на подобро. Едно е конкретното пакување кое што го купуваме и е многу важно да го вратиме. Тоа е еден многу важен аспект на стаклената амбалажа, а другиот е кога немаме услови да конзумираме стакло, лименките или пластичните шишиња секогаш да се одложат одговорно. Бидејќи тоа е друг момент кој што е апсолутно во моќ на индивидуата која што решила да конзумира определен производ. Па ја кажам, не застанувам тука само на
на амбалажите за пиво, на пакувањето на пиво, туку зборам во поширок контекст дека можеме да избираме амбалажа која што може да се реупотреби, односно да влезе во таа циркуларна економија која што е многу важна и за одржливост на долг рок, или едноставно да се погрижиме дека отпадот ќе заврши онаму каде што му е место. Апсолутно се сложувам, а во делот на враќањето битно е тоа дека нели не ни е на сите за кауцијата да ја земеме за плашата, туку голем придонес се прави доколку се врати самата амбалажа, истата целосно ќе се стерилизира, ќе се реупотреби и понатаму од истото шеше ќе пие некој друг, иако тоа ќе биде комплетно нели стерилизирано, исчистено, обновено, меѓутоа нема да се прави дополнителен отпад. Мене тоа ми беше навистина интересно кога го слушнав процесот како изгледа, затоа што претходно не сум знаела, едноставно ми беше интересно да го слушнам. Дали мислиш дека Скопско секогаш имал или бил дел од оние брендови кај нас кои што имаат водачка улога и така и треба да биде затоа што е еден од најголемите брендови? Дали очекуваш дека и други компании ќе го следат овој пример? Ева конкретно не само во ваков тип на акции, меѓутоа и генерално правење на што е можно повеќе кампањи кои што во својата крајна цел ќе имаат општествената одговорност. Па јас мислам дека тоа е веќе тренд кој што сериозно зема замав кај нас на пазарот. Она на што сум особено горда и среќна е дека сум дел од една компанија која што можам да кажам дека била лидер. Една причина од тоа е затоа што Пивара Скопје е компанија која што е основана од Heineken и од Coca-Cola Hellenic, кои што се мултинационални компании, присутни на многу пазари и сето тоа возможува многу брз трансфер на знаење и на учење од тие пазари. Заради тоа сметам дека многу рано сме почнале и сме го утврдиле ова како територија на која што е важно да се делува. Меѓутоа дефинитивно се гледа веќе позитивен пример и кај другите компании и ева ако зборам од позиција на еден човек кој што нели зборува во името на компанијата сега, апсолутно ни е мило и заеднички утре во иднина да направиме нешто што ќе има ултимативно цел да го напреди живењето на луѓето тука, особено на животната средина која што е битна за секој еден. Значи тука нема исклучок. Тука апсолутно нема исклучок и одговорноста е кај сите нас. Меѓутоа, ета, големите компании често имаат повеќе ресурси и на некој начин можат да направат ваков тип на промени и исто така и ние ги охрабруваме и мислам дека публиката се менува и се повеќе има потреба и сака да види брендови кои се грижат за нив, за нивната околина, така што мислам дека мене ми беше ова навистина интересно да го видам и кога се слушнавме за да го правиме, за да правиме и епизодава и за целата соработка, навистина ја прифатив затоа што верувам во тие цели, дека навистина компаниите мораат да ја поддржат животната средина и ева, тоа и го правите. Да, благодарам на препознавањето на тој момент. Јас тука би сакала чисто да кажам дека кампањата е многу малце повеќе да објаснам која е целта и кои се оние столбови, односно постулати на кои што таа почива. И каде може да се информираат луѓето, затоа што ќе има други активности. Исто да. Значи, ние можеме секако да го споделиме и линкот за пријава, каде што има отворена форма во која што луѓето може да остават основни податоци, чисто за да можеме да стапиме во контакт со нив, за да ги информираме за она каде може да се вклучат. Тоа се најчесто акции за чистење на определени локалитети, тековно во Охрид повеќето од нив, меѓутоа отворени сме заедно да дискутираме и да видиме каде можеме да дадеме дополнителен придонес. Она што е клучно за кампањата е дека собраните средства нормално преку купување на стаклена амбалажа се инвестираат во три области, да кажам. Едната е нешто што ќе придонесе за отстранување на тековниот отпад и тука најчесто се чистачките акции, дали ќе бидат подводни на крајбрежје. Тоа зависи од неколку фактори. Вториот аспект е да се инвестира во некаква инфраструктура која што ќе намали идно загадување. И третиот, по мене сметам, најважен момент е инвестиции во општествено одговорни кампањи и комуникација, затоа што како што кажав и претходно, тоа е најважно за на долг рок ние да го елиминираме ова како предизвик со кој што се соочуваме и тука за брендот кој што е лидер и кој што сигурно е познат на секој полнолетен потрошувач е едноставно да ја прочиташ пораката и како што ти спомна. Е тука пред тебе на шишото кој што го конзумираш, секој таков барем мал импулс и мисла која што ќе ставиме во глава кај конзументите за нас е успех.
Така се сложувам целосно и ќе разговараме и со Јовано Дамфора, ќе разговараме и со Александар за тоа колку интересни работи може да се видат под вода, колкаво е нашето подводно богатство тука и како да се грижиме за него, треба да се грижиме за целосната околина. Сите што сакаат може да се информираат на линкот, на вашата веб страница, така што во континуитет може да следат што ќе се случува следно и да се приклучат кон сето она што следи. Мене тоа ми звучи интересно, можеме и да направиме нешто самите за да биде подобро, зашто да не. Ти благодарам многу. Го гледам сега цело време тука Александар во близина дека знам дека ќе нурка, така што ќе го поканам кратко со него да направиме еден разговор за некој што не е нуркач, како се снаоѓа во нуркачките води и во Охридските води, а после тоа ќе зборуваме и со Јован малку повеќе на темата. Мене навистина ме интересира што се очекуваат да најдат и што се гледаат под вода оние кои што нуркаат. Ти благодарам, Марто. И благодарам и на вас и се надевам дека сите заедно ќе направиме нашето езеро да блесне у пол сјај. Исто, се надевам, се гледаме. Ни дојде Александар Михайловски, здраво. Здраво. Како си? Супер, одлично. Ептен се осеќам вака, како да кажам, као манекен. Зашто си спремен да нуркаш, одма идам на главното прашање, што го врти светот? Што го врти светот? Па, искрено сметам дека светот го врти љубовта и емпатијата спрема луѓето. Се слагам. Да, и мислам дека искрениот пристап спрема себе е една од причините што би требало да го врти светот. Добро, ти некако во искрениот пристап према себе си и актер, меѓутоа многу се занимаваш со спорт и си физички многу активен. Да. Сега во конкретниот случај како нуркач да те прашам Охридското езеро или Татарските даски? Искрено многу тешко прашање, заради тоа што Охридското езеро е една од моите омилени работи и едно од омилените места кај што доаѓам да се рекреирам многу често. А Татарските даски во мената е моето светилиште. Така да и од двете помалку не би ги поделил најверојатно. Искрено не би ги поделил. Не е дека сме тука сега на Охридското езеро, па тоа го зборувам, него баш тоа е вистината. Баш зборувавме колку би било добро дека да се одигра една представа, тогаш ги имаме двете. Да. И најверојатно можно да се деси во следната година, затоа што ми се родија многу идеи додека кулиравме овдека. Ајде за театар слушнавме, ама дали би избрал нуркање или филм? Да нуркам во филм, ако може. А ако треба да интересни ќе одберам... бидат диалозите под вода. Да. На текстот ќе биде тежок за учење, меѓутоа ќе се разбереме нели со знаци. Да. Искрено би одбрал филм затоа што немам толку многу прилика да се посветам на таква нешто и не сум имал прилика да учествувам многу во филмови, така да би сакал да се пробам и во тоа. Супер. Што очекуваш да најдеш повеќе риби или повеќе кеси под вода сега да видиш и да исчистиш? Искрено се надевам дека ќе има многу помалку кеси и дека ќе видам многу повеќе риби, но како што може да сватиме од ситуацијата и од целата акција што се случува со Скопско, најверојатно ќе налетаме на многу повеќе кеси и отпади од секаков вид. Колку е јас исто мислам, се плашам искрено што ќе се најде тука. Мислам незгодно ќе не фати од тоа што се може да се фрли во езеро веројатно. Се надевам дека ова ќе биде едно од последните потреби да се чисти, другите пати ќе нуркаме да ги видиме прекрасните риби. Искрено да, и јас. Свет, ама не се знае, не можеме да знаеме со сигурност. Сега како актер или некој кој што се занимава со култура како своја професија, колку мислиш дека е важно актерите и сите културни работници да зборуваат за животната средина, за ваквите акции, за зачувувањето на културното и на природното наследство, затоа што некако мене ми нема логика ако ние не се грижиме за тоа што нам не го оставиле, како очекуваме некој да се грижи за тоа што ние ќе го оставиме или вие ќе го оставите видно. Види, човек што не е искрен према себе и човек што не се грижи за себе пред се, не може да се грижи за ништо останато. Затоа и толку многу спортувам, затоа што тоа некако е мојата грижа за себе. Така успевам да оставам
и за следните генерации пример добар, и ако не си пример добар према себе, не можеш да бидеш пример за другите, нели? А сметам како уметници дека е голема одговорноста што ја носиме за тоа да зборуваме во какво општество живееме и за екосвеста која што треба да ја разбудиме кај нас. Тоа, мислам, нема збор тука. И не само уметниците, секој еден човек има право и би требало да зборува за тоа отворено, без никој да се осети навреден од политичарите, него чисто да се освестат многу повеќе. Така се сложувам и политичарите и ние сите е добро да се освестиме затоа што нели сите доаѓаме тука да уживаме и да се гордееме и секогаш кога ќе те прашаат што има да се види во твојата земја, ти кажуваш во Македонија. Охридското езеро е нешто, едно од најубавите работи што можете да го видите, така што кога веќе се гордееме со тоа треба и да го чуваме и така. Фала ти што си дел од тимот што ќе нурка сега. Кажи ми, тешко ти беше да се истренираш за да дојдете до ова или Па не, мислам дека окей, пошто реално и тимот е многу добар, како што знаеш, следно ќе го видиме делот од тимот и мислам дека дечките се премногу кул, така да мислам дека нема никаков проблем да има. Така е, ќе го видиме сега Јован Секуловски, Секуловски, тој ја презема палката од својот татко кој што уште е многу активен во нуркањето и има интересни приказни да ни раскаже од тоа што се видел под вода, со тебе се гледаме во Скопје. Сега ќе те оставам да се на работата, да влезеш во вода, да не се свариш. Има убав ден, чао. Еве го и главниот виновник за ова што се случува, затоа што тоа е предводник на нуркачкиот центар Амфора и е дел од тимот кој што ќе нурка и ќе го чисти Охридско езеро. Здраво за Јован Секуловски. Здраво, пред се сакам да ви се заблагодарам на целата ваша екипа и тебе лично, за тоа што ни оставате простор за разговор на оваа тема и да ви посакам добро дојде на оваа прекрасна локација која сакам да ја наречам моја канцеларија. Супер, одлична канцеларија. Ти благодариме тебе што ни дозволи да снимаме во твојата канцеларија. Би било интересно вака да одиш на работа секој ден, си се качуваш, си у кола и си доаѓаш на езеро и си легуваш Искрено натре. не е лесно. Искрено секој ден ова бавина да ја гледаш не е лесно. Зошто не е лесно? Па, мора секој ден да се мачиме баш со ова. Да, верувам. Тешко е и вас не ви е лесно. Добро, има и големи предизвици. Вашата работа, после ќе зборуваме за тоа, ама ова е убавиот дел, дека можете да работите со и во Охридско езеро Так. и на многу други места. Што го врти светот? Да не заборавам да те прашам. Мислиш шо го врти светот? Што го врти светот, да. Охрид го врти светот. Многу едноставен одговор. Преубав град е, буквално има апетити за од 7 до 77 години, така да и мојот роден град, така да најдобро се сеќам тука и најубаво. Колкава е значењето на поддршката на компаниите како оваа акција конкретно на Скопско, каде што ја почнуваат со вас и колку значи за вашата работа? Колку е важно да имаме поддршка за да може да се спроведат сите тие акции? Видовме како изгледа клубот, се работи за огромна опрема, голем број на луѓе, мора безбедносни мерки да се почитуваат, кои што се доста екстремни. Кој е значењето на поддршката која што го даваат компаниите и колку тоа ќе направи промен? Од огромно значење целата поддршка која ја добиваме. Сепак ние ги имаме алатите за да ги извршиме оваа акција. Од друга страна имаме и таа финансиска логистичка поддршка да ја изведиме баш како што треба. Самата акција инволвира, можем слободно да кажем, околу 100 луѓе, од кои 50 до 60 ќе бидат нуркачи од Македонија, нашата држава, ќе ни бидат придружени и од Босна, и од Хрватска, и од Србија и така натака. Буквално ги собираме се регионална акција, регионална акција по теркот на сите кои го прават истото и ќе се работи на различни локации. Едната ќе е на кај реката Черава, кај Љубаништа, другата ќе биде кај музеот на вода, кампот Градиште, во Охридското пристаниште, пред Охридското пристаниште и Калишта. Значи се работи на повеќе локации истовремено, со надеж дека се повеќе ќе се извади цврст отпад
да покриеме што повеќе агли, што се работи за цврстиот отпад. Имено ние и низ годините веќе правиме вакви акции со поддршка на општина Охрид и имавме еден специфичен проект кој го работевме за вливовите на реките во Охридското езеро. Ова е навистина обемна акција и важно е еден бренд сериозен да застане позади неа и драго ми е што сите кои што нели пиевме Скопско и дониравме на тој начин. Многу ни беше тешко да донираме еден денар од секој испиено Скопско. На некој начин беше убава акција, нели убав тие пристапот кон донацијата. Од друга страна Скопска пивара поддржува доста голема акција. 100 нуркачи, 50 од кај нас, 50 од регионов, прво вие да ги договорите, да ги организирате, не е лесно, а камоли да бидат на тие сите локации, да нуркаат, да чистат и да се извади, не знам колку отпад ќе се извади, ама верувам дека нема да биде малку ако чистат 100 луѓе. Да, значи се работи за заедничка акција, од кои 50 до 60 ќе бидат нуркачи вкупно, а другите луѓе се логистичка поддршка и оние кои ќе ни помагаат во теков на целава акција. Се надевам дека и другите компании ќе земат пример. Да. Баш како треба правилно да се поддржи одредена акција и ако вистина сакате резултат да остварите. Тоа и го зборувавме со Марта, дека секогаш нели имаат компании кои што имаат такви лидерски чекори и мислам дека во таа насока верувам дека ќе има и други компании кои што ќе сакаат ова да го поддржат. Имајќи оваа прилика би сакал исто да се заблагодарам за тие индивидуи од Скопско кои ни го препознаа нашиот ентузијазам и професионализам во поглед на изведување на оваа акција. Да, и јас исто така и навистина ќе биде интересно да се гледа како 100 нуркачи влегуваат во Охридско и му помагаат на езерото и ја чуваат оваа наша гордост. Така, се надевам дека се ќе биде во најдобар ред и одвај чекам да започнеме со акцијата. Следното прашање ми е врзано со тоа што очекуваш да најдете долу, повеќе риби или гуми? Па, имајќи во предвид сите досегашни акции кои ги имаме и сите активности низ годините, се разбира дека очекувам повеќе риби и животен свет да видам во Охридско езеро, со надеж дека се помалце и помалце цврст отпад ќе се најде. А која ти е омилена риба? Мене ми текна белвица или пастрмка? Па, очигледниот одговор е пастрмка. Таа е риба која постои од самото формирање на езерото, така да е еден символ на Охридското езеро и на градот Охрид. Да, се сложувам целосно со ова. Сигурно е убаво да се гледа и под вода како пливаат пастрмките, така што одличен, добар одговор. Дали ти е затоа што сте нуркале секаде? Би го избрал Охрид или некоја дестинација како Египет, што се популарни нуркачки дестинации? Разумот ми вика Египет, меѓутоа срцето ми вика Охридско езеро. Секогаш Охрид. Да. Не ви е прв пат да го чистите Охридско, што очекувате сега да најдете? Пред се нема да сме изненадени од тоа што ќе најдеме во вода. Во најголем број тоа се амбалажи од пијалаци, дали се стаклени, пластични или во форма на лименки. Покрај тоа има и огромен број на цврст отпад во форма на ВЦ, школки, санитарија, градежен шут, автомобилски и тракторски гуми, столици, маси, долен веш и така натака. Има премногу да ги набрам. Мене незгодно ме фати до тука, ама викаш нема да не изненади. Ви изненадило некогаш нешто што сте нашли? Имало нешто што сте влегле под вода и кој го фрли ова сега тука? Искрено нема крај на креативноста на некои луѓе. На одредено место во Охридското езеро бевме и пријатно и непријатно изненадени. Најдовме целосна конструкција на кош во вода. Можам само да замислам која организацијата и напорот за таа цела конструкција да се потопи во вода. Сверно е тоа голема мака да се фрли цел кош во вода, ама јас прво што си помислив кога го слушнав ова е дека некој многу изгубил на баскет, па зема целиот кош го фрлил. Истото размислување јас го делам. Да.
Како и да е, не е добро да се фрла, не само кош, не е добро ништо да се фрла во вода. Треба да си го чуваме Охридското езеро, тоа е наша гордост. Кога влегувате под вода, мене ми беше интересно кога видов една снимка дека изгледа како, не знам, некој прекрасен океан, најразлични шарени мали риби пливаат. Што е тоа што го прави посебно Охридското езеро за нуркање? Интересно е тоа што како континентална вода, сите континентални води во кои нуркаме, да речеме езерата, обично не нудат што има да се види од животен свет. Дали е флора, дали е фауна. Меѓутоа Охридското езеро е стварно еден уникат во кој пред се има доста ендемски видови, како што веќе напоменав, некои постојат уште од самото формирање на езерото. Тука би ги наброил европскиот рак, сладководниот крив рак, јагула, крап. Би ја споменал и пастрмката, исто како символ на Охридското езеро, и сите други видови кои се поврзани со овој ендемичен и уникатен екосистем. Да, навистина е интересна. Верувам за вас уште повеќе, штом вака секој ден сте Охрид и сте спремни да нуркате и го сакате, така што сигурно има доста што да се види. Сега, вие сте, мене барем ми беше интересно, вие не сте само нуркачи, вие работите се под вода. Значи, една од работите која што ја слушнав е дека работите на вадење на мрежите за да ги спасите рибите практично од оставени мрежи каде што некогаш се зафаќаат и умираат под вода. Нешто со брани слушнав. Што е најопасното, страшното да се работи под вода, затоа што колку што е убаво, има еден момент на адреналин, страв, можеби во целата таа Точно, работа. рекреативниот дел на нуркањето е потполно безбеден, кога се следат меѓународни стандарди, меѓутоа како и секоја работа и струка која се работи има одредени ризици ако веќе се работат други поспецифични работи. Во случајот на заостанатите мрежи духови, така е стручен назив нивен. Имаме изработено неколку проекти. На првиот проект извадовме околу 12 километри за останати мрежи. Тие не само што прават штета сами по себе, меѓутоа се и директна закана за екосистем, односно за рибите кои нормално си постојат и живеат во Охридското езеро, повторно да бидат фатени во тие мрежи и да изумрат на тој начин, зашто тие мрежи се заборавени, не се воопшто извадени од дното на Охридското езеро. А што се однесува за поспецифичниот дел, како што веќе напоменавте за браните, цевководи, подводни конструкции и работи. Тоа ми звучи многу страшно. И вистина е страшно, тие се едни работи кои само врвни професионалци можат да ги изведуваат. Меѓутоа, кога се оди и се работат тие специфични работи, мора да се следат строги протоколи, меѓутоа и да ги следите тие строги протоколи, повторно има голема доза на ризик, за која можете буквално нема сума на пари која може да го исплати човечкиот живот. Така. Така да работиме на брани, на табласти, затварачи, на испусти, на решетки, ги чистиме и решетките и така натака, дали се работи за пумпи за вода и сите тие се можем да зборувам за нив и 3 дена ако има потреба, меѓутоа сепак заклучокот е дека можам слободно да кажам дека се неблагодарни работи. Верувам. Интересно е дека сакаме што можно повеќе под вода, што да гледаме? Риби и да гледаме повеќе еве вака вашиот татко. Некогаш ќе го поканиме да ни раскаже малку повеќе за подводниот свет, меѓутоа има најден цел град под вода кој што постоел тука и сега е реконструиран. Сакаме да наоѓаме повеќе такви работи. Како кои се начините на кои што вие ги информирате луѓето што наоѓате, меѓутоа бидејќи цела година нуркате, често го чистите Охридското езеро, како да едноставно да им објасниме на луѓето колку е страшно и опасно тоа што го фрламе во водата и за самото езеро и за рибите и за живиот свет во него. Специфичната работа за ендемските видови во било кој екосистем е тоа што ако тие еднаш изумрат, повеќе не се враќаат. Не можете повторно да ги вратите во екосистемот, зашто тие се ендемични, веќе тука биле од самото постоење или се развиле во текот на развивање на езерото. Тоа што треба да се нагласи е дека ние како нуркачи
вршиме како мониторинг на годишно ниво. Ние секој ден сме во вода, речи си, Да. особено во текот на сезоната, во текот на зимскиот период сме од време на време, меѓутоа ги следиме сите аномалии, сите проблеми кои се и ја следиме целата вегетација и како се развива овој екосистем или како е детриментален ефект го има овој цврст отпад на екосистемот, така што имаме тесна соработка со Хидробиолошки завод и со Хидробиолошкиот институт, со завод и музеј, така да се што ќе најдеме во вода, што мислим, ете во случајот пронаѓање на оваа наколна населба, пред се мора да се известат јавните институции кои се релевантни за тие одредени проблематики или пронајдоци кои ќе се најдат во вода. Тоа е првиот чекор како и во секоја нормална држава која мора да се следи, така да подоцна следат дополнителни протоколи кои од нив мора да ни се наметнат за да следиме за правилно да се развие или да се дооткрие или да се отстрани било што е во Охридското езеро. На некој начин имате и таква заштитничка улога за водата и за ендемските видови, да може да ги следите што се случува, какви промени има на Охридското езеро, за да може да пријавите веројатно наму каде што треба. Па, пред се, еве, можам еден пример да ви кажам, некои инвазивни видови на риби. Пример сончарката пред едно 5-6 години, таа е риба која не припаѓа на овој екосистем. Таа е инвазивна риба и буквално на местото каде што... А како дошла до тука? Па, има повеќе теории, меѓутоа наједноставно кажано е дека некој ја има ставено во водата. Ја има Добро. воведено во Охридското езеро. Таа не припаѓа тука, едноставно само така може преку екстерен пат да се воведе риба во Охридското езеро и е интересно тоа што на местото каде што се мрести, целиот тој простор го штити, пошто е агресивна риба, а пред се рибниот фонд во Охридското езеро е питом. И на тоа место воопшто не доаѓа риба од Охридското езеро. Празен е целиот тој дел. И то не е мал дел. А навикнати сме ке каде да видиш има рибчиња пливаат, така што баш чудно звучи. И тие многу брзо и се мрестаат, брзо се развиваат. Прашање е дали можат да се вклопат во екосистем и така натака, меѓутоа тоа е хит or miss. Никогаш нема да знаеме се додека, меѓутоа нема потреба ни да се чека зашто е голем ризик за веќе постоечкиот екосистем и рибен фонд. Ова беше интересно, знам дека работите многу и со научните институти, со институциите, се под вода, од истражување до деминирање. Мене ми беше тоа интересно, затоа што генерално нуркачкиот центар јас го знам како место каде што се нурка за рекреација, ама еве колку многу други потреби има од луѓе кои што живеат, функционираат и работат под вода. Точно, ние обично тој дел ни е бекграунд или иза кулиса, што би рекле. Како број на проекти во нашето портфолио имаме толку многу што веќе не можеме ни да ги именуваме. Еден од најзначителните кои го имаме направено е вадење на неексплодирани убојни средства преку Дирекција за заштита и спасување, поддржано од Американска амбасада и ITF. Извадени се над 20 тони неексплодирани убојни средства пред се од Првата светска војна и Балканските војни, што количината на нови експлозиви зборува сама за себе. Сме правеле курсеви за заштита на природата, го следиме појасот на флората, до каде доаѓа, според тоа знаеме дали е здрав екосистемот, дали функционира или не. Буквално има многу голем број закани за овој ендемичен екосистем. Дали ние сме најголемата закана? Па да, можам да кажам дека ние како луѓе сме најодговорни и за закана, меѓутоа исто и за одржување. Мора да се одржува баланс на природата. А како вие се грижите за Охридското езеро? Па пред се, еве, веќе како што најавивме,
пред се преку Покрај чистењето, нели? Покрај чистењето. И не фрлањето отпад. Да, ние само иницијативно веќе тоа го правиме, речиси на секој нуркање, доколку се сретнеме со некој погабаритен отпад, само го маркираме да знаеме на која локација и на која длабочина е, па доцна со поголема организација тоа да го извадиме. Како што напоменав, дали се тоа аномалии, дали се тоа болести, дали се изумирања или одредени пронајдоци во вода, ги известуваме јавните институции, социјалните мрежи, мас медиумите во зависност од тоа за каква вест станува збор. Бројот на гости и квалитетот на гости кои доаѓа во последниве години во Охрид, можам да ви кажам слободно дека тие повеќе внимаваат за одредени работи, зашто имаме доста квалитетни водичи, туристички агенции и така натака кои ги воведуваат добро во поглед на одржливиот развој на градот Охрид и на Охридското езеро. Многу сакам кога вака ќе го завршиме разговорот на позитивна нота, значи туристите стануваат се поодговорни и се надевам дека ќе продолжи во таа насока. И еве јас како турист во Охрид, навистина го сакам Охридското езеро и можам да кажам дека е важно ние да продолжиме да се грижиме, ама ете има промена, значи она што го работиме и ние и вие и она што го поддржуваат компаниите и брендовите како Пивара Скопје, сепак вродува со плод. Ви благодарам за вниманието, ви благодарам за просторот и ви благодарам за уште еднаш за просторот за да искажиме овие проблематики.